Почитувани колеги, почитувани медиуми, може би предвремени парламентарни избори чинат 8 милиони евра, но до сега енергетската криза не чини 113 милиони евра, заради тоа што тие што ги управуваат енергетските институции се неспособни, односно не се спремиле за кризата како што требало. Дајде да ги гледаме фактите. Факт е дека овие заменици министри ќе бидат непроменети, односно истите оние кои што беа дел од владата на Заев, чии што политики, сакале вие да признаете или не, веќинеше таков резултат на локалните избори, заради тоа што јас можам да ви цитирам неколку изјави од градоначалници. Еве ќе се повикам на изјавата на Петре Шилегов, која што ја дал на извршниот одбор кога требало да го конфигурирате владиниот кабинет за да го поднесете, каде што кажал дека не се согласува со дел од имињата, заради тоа што тие министри ја чинеле СДСМ таков резултат на локалните избори. Кога ги погледнам имињата на предложените министри, освен еден од оној заменикот за здравство и овие неколку од алтернатива, сите се исти, и токму тука доаѓа и се наоѓа логиката на нашето барање за одржување на предвремени парламентарни избори, кои што во моментов, како што видите вие, нема потреба и изнасилено барање, но за граѓаните на Република Македонија и за нас како опозиција се суштина, заради тоа што се обидовме овие 17 на месеци додека сме пратеници, да апелираме на разум, да даваме аргументи зошто треба да се променат нештата, но тоа е единствениот начин кој што ни остана за да ги промениме работите, затоа што на друг начин и не бива. Нема согласно демократските инструменти, не ни е дадена друга суштина за да можеме ние да делуваме, да апелираме до вас и да го прекинеме ова што се случува во моментов. Тие кризи кои што постојат не се увезени кризи, туку се направени од неспособноста со менеџирањето од ресорите кои што ги администрираат вашите министри. И она кое што треба да се каже, граѓаните кои што треба да го знаат и заклучокот од овој ден, во кој што бираме ние заменици министри, е дека ова е влада која што е предводена од ДУИ, ова е влада во која што Али Ахмети е премиер, ова е влада во која што ДУИ и Али Ахмети имаат одлучувачко значење, колку и да е тешко тоа да го признаам, додека вашите министри, вашите, би рекол, вршители на должности премиер, се само администратори на оваа влада. И тоа е поразителното. И апропо на истото, ние мораме да имаме влада која што ќе има политичка компресија, односно која што ќе има легитимитет од граѓаните, па без разлика и со колку гласа ќе го добијат истиот легитимитет. Ние во моментов имаме пред нас предлози на заменици министри за кои што никој не дал поддршка, за кои што никој не ги гласал за избори, кои што се предложени така како што му одговараат на Зоран Заев и на Али Ахмети, е само продолжение на она што се случуваше во изминатите 2 години, и токму тука ние ја наоѓаме логиката за одржување на предвремени парламентарни избори. Прво, заради тоа што сме сигурни дека ќе победиме, од тоа што го видовме од локалните избори, а второ, заради расположението на народот, кој што не само не може да го поднесе ова што се случува, туку верувајте, не знам како ќе бидам разбран, но не може повеќе да ве гледа. Благодарам.